Секојдневно илјадници луѓе се соочуваат со дискриминација само поради тоа во кого се влюбени, како изгледаат или како се идентификуваат. Овие луѓе имаат ограничен пристап до пазарот на трудот, во здравствениот и образовниот систем и се дискриминирани од своите семејства и општеството во целост. Тие неретко се соочуваат и со физички и вербални напади, кои не се огледало само на индивидуални мислења, туку на структурно насилство поддржано од слабата системска превенција и заштита. Нашата држава е постојано критикувана во извештаите од Европската Унија во делот на почитување на човековите права и применување на меѓународните стандарди за заштита на правата на луѓето од ЛГБТКИ заедницата. Европската конвенција за човекови права, чија потписничка е и нашата држава во членот 14, ја елаборира забраната за дискриминација по различни основи, од кои произлегуваат и сексуалната ориентација и родовиот идентитет. Членот 8 упатува на почитување на приватниот и семејниот живот на секој човек. Личниот идентитет, вклучително и родовиот идентитет, се дел од сечи приватен живот. Граѓанин X против Македонија во јануари 2019 година доби пресуда од Европскиот суд за човекови права во Страсбур, со која е утврдена повреда на правото на приватен и семеен живот и правото на родов идентитет како составен дел на правото на приватен живот. Ова е првата пресуда во корист на трансродово лице од нашата држава и како таква представува преседан за понатаму. Новиот закон за спречување и заштита од дискриминација ги препознава експлицитно сексуалната ориентација и родовиот идентитет како основи за дискриминација. Со законот се регулира и постоењето на професионализирана комисија за спречување и заштита од дискриминација, која треба да се грижи за унапредување на правата на граѓаните и заштита од дискриминација преку правни механизми кои граѓаните можат да ги користат доколку биле дискриминирани. И покрај постоењето на законска регулатива која гарантира заштита од дискриминација, незината примена во македонската пракса засега е несоодветна. Комисијата досега беше во сенка. Нема лесно достапни податоци за бројот на поднесени представки или пак за одлуките кои комисијата ги донала. Судовите не водат посебна статистика за судските постапки иницирани за заштита од дискриминација, поради што тешко се обезбедуваат податоци за основите по кои граѓаните барале заштита од дискриминација. Со проектот Заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, Институтот за човекови права води кампања за подигање на свеста на граѓаните и институциите и за воспоставување ефикасни механизми во борбата против дискриминацијата.